Значи може, тоа ти е животен стил. Начин на живот се вика тоа, разбираш? Ми раскажуваш приказни за мали деца. Кај може да има таква работа? Бе, нула отпад. Шо е тоа нула Може отпад? да има нула отпад, тоа ти викам нула отпад. Значи ништо отпад, Бе, разбираш? не може да има нула отпад. Значи не може, нулата не е ни бројка, бе, човек. Нулата е ништо. Е па тоа, точно тоа. Ништо, нема отпад, нула, разбираш? Добро, не се разбираме. Джабе правиме мове. Кај има бе во светот такво место? У Шведска. А ти си бил у Шведска? Не си. Не сум. Од кај знаеш? Па добро ми раскажуваш еден другарчи што другар, односно братучетка нејзина, прва комшика негова, пардон, уствари, тетка нејзина живее у Шведска. Што сакаш да ми кажеш? Дека лажат луѓето? Не, јас сакам да кажам дека повеќе не верувам, дур не видам со сопствените очи. А она што го гледам во моментот единствено е дека те мачкам на лепче ко евро кремче. Добро, мразам табла, што да ти кажам, едноставно не знам да играм табла. Думстер сум. У Јапонија, значи постои место што стигнале до животен стил да имаат нула отпад, значи цел град, човече, не е нешто малце, него град цел. Што збориш? Да, Како се вика? камикацу. Како? Камикацу. Сваќам, како овој перо од меморија. Не, тоа е камиказа, така. Ова е камикацу. 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 А колку жители се? 1500. 1500? Абе, како ние удојам? Малце ли? Многу им било тешко да се организираат 1500 човеци. Башка пола се роднини, башка педантни, такви јапонци, бе. И што, како тоа јапонци, бе? Сакаш да кажеш дека таму има култура, дека овде нема кај нас, така? Таму не да има култура, брат. Оно и кај нас има култура, ама нешто последно време се срами да излезе да се покаже. Добро, па исто ти е тоа, нели е исто, така? Не е исто, како може да биде исто? Како може да биде исто? Не е исто, не е исто. Саши сега, ова е готова. Дај, се предава ова у културни земји. Да, сакаш уште едната истервам сега? Може, Ајде, мести. Слушај вака, значи у Берлин си постои кафич, човече. Кафич кој што стигнал до нула отпад систем на живот. Да, у Белгија има населба цела која што функционира така. И тоа ти е тоа. Значи може, само до нас е, ние не икеме, едноставно треба, значи до нас е. До нас е, да. нас А е. ти... Чекај. Абе, реди сега, твоите ли ги реда? Знаете зашто е добро да си има систем за нул отпад? Зошто? Сега ќе ви кажам. Го намалува загадувањето на воздухот. Водата, почвата, штеди енергија, има голема улога за подобрување на економијата. Добро, и што значи тоа? Поздрави луѓе, побогати луѓе, здрава животна средина, екофрендли иднина. Пази тука што пишува за нула отпад. Да стане начин на живот, потребни се само 5 едноставни правила кои може да не бидат други приречки. Прво, редуцирање, рециклирање, репарирање, реупотреба и компостирање. Во Европа и во светот веќе сите земји, некои земји на ова им стануваат начин на живот. Искрено, јас мислам дека ние можеме во Македонија да живееме така. Види, имаме многу примери, како што се Германија, Швајцарија, Шведска, Јужна Кореја, Велс. Сите тие земји докажаа дека може да се живее живот со нула отпад и дека многу е исплатлив. Сега, дали ние сме спремни во Македонија да ги примениме сите овие работи и дали се буди во Македонија екосвеста, тоа е знак прашање. Верувајте, многу се исплати. Животот со нула отпад, многу се исплати. Што значи тоа и како се исплати, ќе прашаш? Наместо во маркет да купуваме кеси, можеме да се носиме торба за пазарење. Наместо да користиме секој пат нови шишиња за вода, можеме да купиме реупотребливи шишиња за вода, нормално, и
ако нешто ни се расипе во нашиот дом, можеме да се обидеме да го поправиме. Така, а ако не можеме да ги спочитуваме сите 5 правила за нула отпад како начин на живот, треба да ги спробаме само 4 да се. Редуцирање, репарирање, рециклирање и реупотребување. Овие 4 р се сосема доволни за почеток. А за почеток може да почне само еден. Да. И ако е добар пример, ќе почнете многу други. Затоа дајте да сме добар пример за да имаме подобра пријателска еколошка иднина. Дечки, добредовте во Агенда, единствена емисија во која што се зборува на темата екологија и здрава животна средина. Наш денешен гостин е Стефан Лазаров, со кого ќе разговараме повеќе на истата тема екологија, дали тој рециклира, селектира отпад и што би направил Стефан за почиста Скопје. Стефан, здраво. Кажи ми, дали некогаш си слушнал за начинот на живот со нула отпад? Ај, прво да ги поздравам гледачите, фала ви што ме викнавте. Од старт да си кажам дека не сум ја стручно лице, меѓутоа баш ми е онака кеф што гледате ете во мене човек кој што ќе влијае добро на луѓето што не гледаат и ќе зборуваме за паметни работи. Нула отпад звучи многу убаво. Еве, ќе ви кажам дека бев во Швајцарија пред околу 2-3 недели и веднаш се воочува разликата која што имаме на улиците таму и на улиците во Македонија. На улиците таму, уствари нема ништо на улиците таму. Во принцип нема ништо, да, еве тука пишува нула отпад, читам, така да тука сум видела во Македонија за нула отпад, мислам дека уште многу години треба да поминат за да биде реалност. Ама со вакви емисии, со зборување на овие теми, мислам дека малку свеста ќе ни порасте и можеби некогаш не до нула, ама дока и таму еден отпад ќе дојде. 1-2 супер би било да се случи тоа. Според вас ова што е сега, ќе биде. Апсолутно. Дали некогаш си размислил кои се најголемите пречки за да не можеме да живееме без отпад? Па најголемите пречки се апсолутно човекот, според мене. Апсолутно. Да. Дали е тоа пластика или дали е било кој отпаден материјал, дали е батерија или што и да е, на крајот денот човекот го фрла на место каде што не треба или е несовесен или едноставно не го интересира за комшијата, другарот, туку едноставно го прави тоа што он ќе си ја заврши работата и потоа го остава отпадот на страна. И ако треба да говориме денес кон оваа емисија за нешто, тоа треба да биде за свеста реално. Ако сакаме да имаме чисто околина, чист воздух, за кој што нели секоја зима збориме како е загадено Скопје, сите сме јаки на социјални мрежи да ги објавиме оние статистики не со Виолетова Дека сме втори у свет. трета, никој од нас кога ќе дојде моментот на возење по автопат, цигарата ја фрламе од прозор и некако си го криеме својот лош момент, а цело време го истакнуваме лошиот момент на другиот. Вината ја префрламе секогаш на други. Ти дошло ли некогаш да му ја земеш цигарата и да му ја вратиш упрос? У кола. Види, ми дошло многу слични работи, не само тоа. Види, да тргнеме сами по себе. Ја мислам дека тоа е најбитно. Значи во првиот момент кога ќе ви текне дека треба да фрлите, само сетете се на тоа дека сега на телевизија сме можеме малку се надевам можеме малку посолно дека сте сељак. Ја така кажувам. Така. Дајте да не бидеме такви. Дајте да се грижиме за околината сите заедно затоа што на крајот денот околината е наша. Македонија е наша и ако сме патриоти, место да пиеме во кафана и да пееме Бисер Балкански и сите други песни, дајте моментот на цигарата Бисер Балкански во канта. Викаш, се почнува од нас. Кажи ми, имаш ли некои навики кои што пробуваш да ги примениш кај тебе во твојата секојдневна рутина? Многу ми е полесно од кога се оженив. Од кога живееме со Марта, Марта си користи такви кеси кои што се нели за оваа пригода многу добри и си имаме место каде што нели си фрламе дома ѓубре и се знае Стефан дека си го фрла ѓубрето и нели сега по ново 21 век имаме и за рециклирање на стакло, имаме и за пластик, имаме и за ѓубре и мислам дека е многу едноставно во денешно време човек да знае кој отпад каде треба да се фрли. И откако се оженив, многу повеќе го научив во момент, претходно татко ми малку беше поодговорен за тоа. И мислам не шала на страна за да се шегуваме во позитивна насока, меѓутоа порака до сите, читајте на оние кутии или што и да се, што пишува. Едноставно
едноставно е. Па, добра Селектирај работа. пластика и лименки или селектирај хартија. Мислам дека сите знаеме да читаме од прво, второ одделение. Се надевам да читаме. Се надевам. Да. Се надевам. И да го трнеме оној момент на ме мрзи да прочитам, ај брат, чекај, фрли го стаклото, туку чекувај да стакло. Тамо. Толку. И најдете се жена како Марта. Кажи ми, како се чувствуваш на што мислиш за оние пластикине што се само за една кратна употреба или сите производи што само за еднаш кога ги користиме и толку? Види, не сум многу паметен да ви дам стручен одговор на ова прашање, меѓутоа може би е попаметно дали да се вратиме толку многу на стаклото, ако бидеме во тој правец. На крајот од денот повторно се враќаме на тоа дека нели пластиката е тешко разградлив материјал и треба да ги пласираме сите тие пластики во еден момент и да ги носиме во место каде што би се рециклирале и од тоа би се створило нешто друго кое што потоа ќе биде искористено во попаметна употреба. Ако една пластик или шише го оставиме и го фрлиме во една природа, колку години ќе му треба на тоа шише да дојде до нешто што е употребливо или паметно. Еве, можам да ви кажам дека направив една еколошка акција, мини акција лани зимата, заедно со Дим Чацков, тој е човек кој што живее во природа. Си го посветил Да. Си го посветил животот човекот, се повлекол од град, отишол во село и направивме една акција интересна. Се бањавме во една ладна река Пчиња. И Пчиња важи за една од поладните реки во Македонија. И одејќи кон реката, воочуваш дека околу реката не само пластика, ама најмногу пластика. Има облека. Тоа онакво стари јоргани има. Ја тоа кога го видов исто во една екоакција се згрозив. Па тие се тие тешко разградливи материјали кои што човек не сме да си дозволи да ги фрла. И знаеш, го гледаш тој момент, тоа е поразително за нас како општество. Да. Значи, реката е до тебе пред ности и сега пази си излегол со друштво, претпоставувам, ете на вечер и ти доаѓа момент, ај веќе го фрлам. Некако ти доаѓа е тоа како ај ќе идеме до рекава и тука ќе офрлиме ѓубре така. Многу добра идеја. Моментот на една употреба, тоа не треба да според мене да се фокусираме на една употреба, 2 или 3, туку треба да се фокусираме дека како млади, ако излеземе и си поминеме на убаво време покрај река, како што сакаме да бидеме паметни да си поминеме, дајте да бидеме паметни да земеме една кеса во која што ќе си го фрлиме сопствениот отпад. За да дојдеме пак. И потоа ќе си го фрлиме на место каде што треба. Така ќе бидеме општествено одговорни и утре ајде сега сме млади, нели послободни сме, бутовни сме, меѓутоа ние ќе имаме утре деца, ти имаш. Така е, да. Тие наши деца ќе треба да отидат да се капат во таа река. Така што направивме со Димче, да се вратам на почетокот што го спомнав, направивме на мини еколошка акција. Ги собравме сите тие и потоа ги фрливме на убаво место. Чувството кое што го имаш откако ќе го направиш тоа не се купува со пари. Мислам дека многу исполнително. Тука е поентата. Значи, ако сакаме да бидеме пострикни луѓе, едноставно треба да бидеме поодговорни. Точно. Така е, така. Некако ми даде веќе од делот од говорот на моево следно прашање што е, но ајде сепак ќе те го поставам во на пример, што мислиш од каде треба да тргне промената? Мислам, што би направил ти во твојот живот за да тргне оваа промена или евај вака да речеме, кога би имал моќ вистинска, да речеме, освен што имаш таа влијанието, инфлуенсата врз луѓето, еве на пример да сме на власт во моментов. Што би направил? Како би го дали би направил некој закон кој што бил премногу ригорозен за фрлање отпад? Што би смислил на оваа тема? Ниту еден закон не може да ти влијае ако сам не сакаш да си го подобриш сопствениот живот. Искрено. Значи, што ако те казнам јас те 500 евра, ако ти утре пак отидеш и го фрлиш тоа? Тоа зборува за тебе како човек. Да. Преку вакви емисии, преку нашето влијание јавно, ние треба да ги натераме младиве малку повеќе да размислуваат за сопствениот избор. Значи, само на таков начин ние понатаму ќе искреираме убаво општество. Така. Веќе зборуваме ние за власт и за политика, ние за жал сме секојдневно гледаме ѓубре многу покрај контейнерите. Скопје никогаш не било волку нечисто. Меѓутоа во таа ситуација не се само луѓето криви, нема да навлегуваме во тој правец. Така. Ќе се задржиме за тоа дека
како индивидуи секојдневно можеме да влијаеме за почиста животна средина. И на децава од најмлада возраст, наставничката треба да им објасни дека не треба да играат кош со ѓубрето и да фрлаат во... Као порано со лименка да го играме фудбал. Сме го правеле тоа. Апсолутно, Значи, јас не- нема да се правиме Не, не, не. светци, меѓутоа ако веќе го правиме тоа, ако ја утнеш кантата, стани, земи. стави го во канта. Така. Толку, тоа е првиот моментот каде што јас би трнал, а потоа да го најмлади. трнеме моментот на поминување со кола до контейнер и не може да се станеме да го фрлиме за да падне до контейнерот. Така. Така што пак се враќаме на тоа, едукација, свесност така. и родителите да посветат време да ги едуцираат пред се Млади. децава и да покажат дома дека ѓубрето се фрла на место каде што треба. Да, апсолутно се слагам со тебе дека ниедна казна не може да го промени менталитетот кај човекот, затоа што тоа е докажано многу пати со и во сообраќајот станаа поригорозни, сепак пак има нели премногу прекршоци, премногу незгоди. Види, јас еве ќе се надоврзам со ова, јас тргам по себе. Како можеме кога одиме во други држави, на секаде низ Европа, да не го правиме тоа? Тогаш сме граѓани, тогаш Ако да се враќаме во Македонија, ние... Па не, само што ќе стигнеш во Македонија од автобус го фрлаш одма тука ѓубрето што си го чувал да не го А фрлиш. збориме за патриотизам цело време. Збориме за Македонија, ни смета името, ни сме тоа, ни сме тоа, а не тргаме дека не си го чуваме сопствениот дом. Ја би ги прашал, дали дома кога седиме на кауч и гледаш серија, си завршил со пуканките да решаш вака да Ќе си ги фрлиш. Да, дали дома плюкаш вака кога седиш и така Нема внатре дома, пред зграда, пред куќа ќе фрли. Ама дома не. Знаеш зашто е така? Затоа што кога одиме од други држави е чисто и ти е незгодно. Да. Тогаш сакаш да бидеш тој европски граѓанин, а тука си балканец, класичен. Ајде тука да тргнеме кога другарите ќе фрли тоа, кажи му, биди сељак. Апсолутно, јас гледам да го практикувам тоа што е можно повеќе и тоа да му го префрлам на син ми како идеологија. Добро, што мислиш, дали би ни помогнало тоа, мислам, што би променило тоа живење без отпад? Дали можеме да функционираме така и дали повеќе луѓе, или е премногу тешко да се одржи тоа нешто? Дали мислиш дека е тешко ова сега ние што го зборуваме да се спроведе, да се направи? Стварно да биде. Мислам дека така треба време. Мислам дека сме подобрени, са не знам, вајда стручните лица имаат некои анализи, меѓутоа од пред 20-30 години сега сме, меѓутоа сега многу влијае тој градежен материјал кој што е, мислам, во Скопје сами знаете зградите. На секој чекор има згради, не знам како е регулиран тој градежен отпад и материјал, меѓутоа дека би влијаело тоа нула отпад на сопственото живење, би влијаело апсолутно, значи да тргнеме од тоа дека депони каде што се пали батерија самиот, нели, да запалиш батерија, да запалиш хартија, многу различен процес, мирисот, така е. токсичност, Други токсини се ослободуваат во воздухот. Апсолутно, па и баш поради тоа и Скопје е еден од најзагадените градови секоја зима. Ајде барем нешто сме меѓу први. Нешто сме најдобри. Шутиво нешто, шутиво. Не е нешто што треба да вако, добро. И па не знам да тргнеме од самото тоа. Види, според мене државата веќе мора да направи некоја регулатива. Не да ги казнува толку многу граѓани кои што фрлаат. Ајде тука ќе збориме за свесност, меѓутоа тука мора да се регулираат тие фабрики, Големите компании. депони, големите компании кои што се не знам дали се регулирани, на кој начин и како се. Јас се сеќавам на една ситуација во Ѓорче лани кога се најде една депонија која што е незаконски поставена таму, не знам дали се сеќавате, која што беше исчистена, после имаше лани беше во покредна река во Ѓорче. Беше исчистена после некој месец повторно на истото место. Значи Да, тоа е као- тоа се оние диви депонии кои што луѓе со камион си собираат отпад си отфрлаат. И јас се имам другар кој што има нива во Идризово, каде што сопствена нива, да секој 2 недели доаѓа и си наоѓа отпад кој што го фрлаат, градежен отпад кој што некој со камион си доаѓа, си го собира и си го фрла. Значи, каде се враќаме? Повторно се враќаме на човечката свест. И ние можеме да збориме на оваа тема. Така е, џабе ние можеме тука да тргнеме од самите себе. Значи, ја би кажал, ако видите такво нешто, јавете се, пријавете, претпоставам дека има некаков број за такво нешто. Пријавете истото како што би пријавиле кражба во бутик, дајте да почнеме да пријавуваме и фрлање на нелегален отпад. Апсолутно. А мислиш дека млади ќе почнат малце да размислуваат по еколошки дека Да се надеваме, најискрено. дека ќе бидеме, ќе станеме како некоја Шведска. Малку е поразително кај младиве во денешно време што гледаме дека има многу голема незаинтересираност на овие теми. И тоа е лошо според мене. Значи како млади, ако сакаме да се фокусираме на бизнис, на пари, на просперитет,
многу е битно со овие три гранки и човечката самоствест за животната околина, затоа што чуму парите, чуму Ако славата, немаш каде да чуму живееш. изгледот, ако излезеш од дома и тебе ти смрди гардеробата, Точно. ти смрдиш на цигари, смрдиш на отпад, ако дома пет нос тебе ти е прљаво. Значи тоа според мене сите тие општествени гранки си одат една со друга. А Стефан, кажи ми, колку мислиш дека е важно луѓето да го намалат отпадот во контекст на климатските промени? Па еве сега се навраќаме на тој момент на да запалиш батерија Да и од запалиш самата батерија, батерија што кога да. живе на тие кога функционира на тие климатски Так. промени. Процентуално прво за жал Македонија имаме многу помалку шуми. Имаме многу помалку зелена површина која што е исто така многу битна за тие климатски промени. Пак се враќам на моментот дека самите живееме во оваа држава и самите си го креираме животот на крајот денот и затоа овие кутии кои што се многу битни за тој момент треба да им дадеме огромно значење. Ако имаме дома телефон, телевизор, стар зборам, фрижидер, што и да е, нема поента тие дома да ги чуваме, значи тие ни влијаат на собственото здравје, луѓе баталете го тој менталитетот пред 50 години. Да, ова ќе ми да треба. го чувам или да Ќе ми притреба, Секој од нас Ама. дома има некаква кутија кај што ќе отвориш и имаш DVD плеерот пред Камери, такви 25 работи, години, да. кој што си го остел и сега таткот има некоја сентиментална поврзаност. Да. Дајте луѓе, не знам, рециклирайте ги, однесете ги на место за професионалците. Слободно може да се јавите на бројов 070236000 и таму да ги однесете сите овие. Да. Или ќе отпадоци. дојдат дома и ќе Они ствари доаѓаат всушност, да. Тоа кажете им го, значи тоа е многу битно. Ако имате начин таков, значи дома да ви дојдат веќе. Апсолутно, тоа е поентата на нула отпад на целата организација, така да. Па луѓе, мислам, еве, јас ја ви дам порака, мислам, во ситуација може дома да си седите, да уживате. Да дојде некој само Ало, брат, дојде земи ми го отпадот, те молам, и да бидам како што треба. Мислам, не, значи веќе уствари поентава е дека ние немаме оправдување. Така ствари, да. Ако нема оправдување, тогаш единствено преостанува да си глуп. Ако не сакаш да имаш убава животна средина. Затоа не бидете глупи и јавете се. Да. Не бидете глупи, рециклирај. Да, рециклирај. Слоган. А сега зборавме малце за рециклирање, кажи ми дали мислиш дека тоа е нешто ефикасно за намалување на отпадот или само некоја привремена Така привремено решение. Да. Па не мислам дека е привремено во ниеден случај, значи тоа е еден, како сакате да наречете го, систем, значи од отпад ти станува употреблив материјал, значи тоа така функционира самото рециклирање, тоа е како еден круг кој што потоа не знам се создаваат некои предмети кои што се корисни повторно, а во тој момент се отпад, значи ако самиот отпад го фрлиш и остане отпад ќе влијае за загадување на животната средина, просто објаснето. Тоа е една дефиниција за рециклирање, така што апсолутно не мислам. Да, апсолутно, дефинитивно не е привремено решение, дефинитивно тоа е едно од решенијата кои што е решение. Да, а вака искрено поштеве, снимаш у студио си работиш со техника, технологија, имаш камери, ти треба кабелче за ова. Чуваш ли, мислам го кажа тоа дека не е нели баш најдобрата работа да се прави. Чуваш ли така Дома не. дома или не знам еве у студио да ти останат да прочепкаш или дали барем еднаш месечно, не знам, на крајот од сезоната викаш аха, чекај, овој кабел не ми треба. Ова иде у отпад, ова го фрлам, го правиш ли тоа така? Апсолутно, види, дома не, меѓутоа во студио сега нормално да имаш ама кабли кои што се употребливи за замена. Така. Тоа што веќе не е употребливо, многу едноставно се става во кеса и го фрлаш во како во кутија која што е за одреден материјал, значи пак се враќам на тоа да не се фрла во кутија која што е за хартија. Значи исто така многу битен момент, нели? Така што која е поентата да чуваме нешто кое што е отпад? Не, Апсолутно. И немаме што да правиме со него. па нема Да. е многу едноставно, предпоставам дека на 10 метра од вашето студио, стан, канцеларија, што и да ќе најдете на ваква кутија во која што може да се фрли. А веќе се поставуваат, мислам и одамна ги има оние, нели, контейнер за стакло, за ова зона и тоа е многу чудно дека луѓето во тој контейнер онака наоѓаат простор да фрлат нешто сосема Нешто сосема друго. трето, да. Тоа е Мислам, убаво што тоа е. спомна. Мислам дека сите имаме видено
у до Сити Мол, надвор од Сити Мол, има контејнер за нула отпад и контејнер кај што се ставаат талишта за децата кои што им треба. Им треба. Контејнерот на нула отпад е пун свалишта. Да, пошто го мрзи да отиде до другиот контејнер кој што е. Не има на пример повеќе локации и него го мрзи, па си вика, ајде тука ќе го фрлам. Тука е моментот на... Тоа е моментот што го збори и Стефан и на менталитетот. За Шведска, за Австрија, Германија. Ми текна еден пример, не знам дали се сеќавате на светското првенство од 2018 и Јапонија. Апсолутно, да. Овие што остана, овие будали кои што обе будала остана на Не чисто. само со облекувалата го исчистија Цел стадион. Значи се тргни по тоа, ние тука ќе збориме за некакво убедување дека ние сме европски граѓани, Европска унија, ние сакаме едно, сакаме. А имаме пример како треба по себе и уште ние ги правиме будали. Да. Па тоа ти викам, затоа ќе го кажав тоа менталитетот кај нас е. Види ги овие мрднативе. Да. Види, они уште од најрана возраст се грижат за својата средина и за својата. Видов вчера ми излезе едно видео како пуштаат во отпад риби. И сега од оваа гледна точка си викаш не е хумано, толку се чисти самите води. Да, во канализацијата го имам видено и јас. Не знам дали си видел самите риби после тоа продуцираат нели нови риби и тоа потоа станува Они во шахтите во Јапонија пуштаат кои фиш. Да. Затоа што кои фишот на пример живее само во чиста средина. Водата мора да е пречиста. Во шахтите во Јапонија да го видиш ние у од река не како можеме отпад. риба да пуштиме, они у шахти Па тоа е пуштаат. моментот и пази тие рекички се низ градот и замисли Така, каква така. атракција е, шарени риби кои што ти пловат помеѓу тебе кои што си пливаат Да, тоа е и ти лудо, сега да. како турист гледаш и се фасцинираш и замисли ја идам на пчиња да се избањам и во пчиња гледаш кебе. Кебе. Але ладно ти е. во Охридско езеро има Некои се- лешеви човече промаѓа, така да тоа исто го не го знаев како податок, пошто бев дел од Ветрне неколку Доранско езеро. екоакции. Преспанско езеро. Не, Преспанското езеро изумира, значи греота е тоа да го видиш и пак се враќаме на патриотизмот. Значи Да, разберете управо го, си. ја животната средина Тоа го е имаш кажано на неколку пати многу пати ја ми се своја допаѓа. Замислете го, животна средина еднакво на патриотизам. Да. Толку, Да, бе, да. толку, ама Тие- знаете што е проблемот? Не е популарно. Не. Не е популарно, очигледно дека треба да направиме некоја акција, фрли отпад и сними се, за да почне. Знаеш како тука се значи За кај нас мора награда да има. Мора награда да има. макар и тоа да е начинот, мислам дека треба да се направи. Искрено, ова е многу добра идеја за која што јас на неколку пати сум размислувал не само и за рециклирањето и за она, знаеш, да бидеме хумани. Некако приметивте дека станаат трендови глупи работи. Да. А ова, на пример, Па, ако тоа некој што? на некого му помогне и се сними, е као ти бараш внимание. И бара, да. Дури и тоа да е, правам добар тренд поставувам, нели ако веќе Добар го правим- пример. Добар пример, пошто нели тоа се го викаме сите тренд нели во моментот. Подобро и тоа да биде, да се направи како биди фраер и рециклирај. Да. Дека биди фраер и помогни на некој, него ли, не знам, биди фраер и снимај, не знам, глупости нешто прави. После интервјуа нека си ја пуштат од сладкари Тони биди зелен ти. Да, биде селек. нека идеме се. нека си ја Треба да се направи. Добра идеја, да. Мислам дека тоа го спомнавме преска, бројчето на 0 од Кај повторете го, значи. Да, 0702360. 0. Чекај малце, јас имам за тебе така, да. нешто да ти подарам. Добро. Ова е кутија за каде што можеш да си ги фрлаш празните батерии и потоа можеш да ги однесеш на нула отпад. Или тука, Еве ти неколку моливчиња, претпоставам ти треба за запишување, за забелешки кога Супер, снимаш. одлично. И овдека имаме една реупотреблива чаша за повторна употреба. Протеин се пиева. Протеинче, можеш само што вака ќе треба да го мешаш. Ќе ставиме вака, ќе направиме. Ова малце ме тера да се осеќам како некој така посериозен дел, така како тука ми како Чичо. Али ова е мал поклон за тебе, пошто ти ностоп им даваш некакви подароци, еве ние тебе да ти дадеме некако. Моето најдобро искуство во гостување на емисија е кога ќе ми дадат поклон. Највише зарад, макар и тоа да е чај. Чајче кој ти го дава. Подарок, да. Ти викаш даш поклон. Поклон. Да. Ќе ти се поклонам. Супер, ти благодарам што ни беше гостин. Стефан, ти благодариме за
да продолжите во овој правец и да подигате свеста кај луѓето. Ова е проектот суштинско значење и само напред. Фала ти многу за пред се што одвои време, нели? Апсолутно. И навистина се надеваме дека ќе кренеме еколошката свест, дисциплината, одговорноста, сепак најмногу зависи од самите нас, заклучивме. Така е. Тоа е заклучокот Да, од оваа емисија. така. Сега е време да видиме какво мислење на оваа тема имаат нашите сознајковци. Од нас толку, или сакате уште нешто кажа? Не. Доста Па, кажа. фала Богу, мислам батериите им се потрошија веќе. Да, мистер Балтански. Останете живи и здрави. Чао. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Така рециклираме флашите, пластичните. Рециклирање значи кога човек има пластика и не сека и он дека не сека да го загадува природата, го фрла во кантара. Рециклирање батерии, рециклирање шишиња, рециклирање картони. Рециклирање кога стар отпад што веќе не е искористен, го носиме на место каде што се рециклира и потоа луѓето прават нов материјал што може да се искористи повторно. Кога ѓубрето го ставаме во точен континер за хартија, од пластика, за батерии и за стакло. Да ги обработуваме пластиките, од ѓубре да направиме нешто. Отпадоците кога се рециклираат, како се преработуваат. Да земеме некој отпад, например шиша, и да можеме да го направиме во нешто друго. Од едната пластика може да се појави нова пластика. Рециклирање, преработка на пластика, на хартија и слично. Таа е важна за природата да не ја загадуваме, бидејќи ако природата ја преработува, тоа ќе треба столетие и повеќе и едноставно не е здраво. Во училиште многу пати сме рециклирале. Една голема метална кутија кај што фрла ѓубрење. За пластика, хартија и за стакло, мислам. Отпад е ѓубре. Може да биде пластично, хартиено и стаклено и метално. Од прилика јас мислам селектиран отпад е каде што е како има отпад за пластика, отпад за стакло и отпад за хартија. Кон
континере е таму каде што ги фрламе, што не се скршиле, што не ни требаат веќе са пластика, флаши, со стакло. Контейнери, тие канти каде што имаат, значи, каде да фрламе пластика, каде да фрламе стакло и каде да фрламе хартија. Кај што работите, што се прљави се фрлаат. Едната е за хартија, едната е за храна и едната е за пластични чаши. Контейнер е таму каде што се фрла отпадот. Сум видела контейнери за пластика, за хартија, за метал. Ја видов дома тие три читковци, го земуват ѓубрето и го стават тоа во камионот што има голема дупка и све се така се полни со ѓубре. А отпадот го произведуваат луѓето. Имаме пластика, хартија, лименки. Па има за пластика, за хартија и за органски како отпадоци што се. Дедо, ни ги менува сијалиците. Најчесто татко ми дека инженер, кога нешто ќе се искреши, он ќе ми помогне да го поправиме тоа. Ама понекогаш што не може да се поправат, само ќе фрламе. Некога само тато кој е дома поправа, а мама иначе се фрла. Па понекогаш поправаме, понекогаш фрлам. Па, например, играчки знам да поправам. Да се обидеме да ги поправим. А некогаш и поправаме и некогаш го купуваме ново. Татко му на тато. Да, татко ми секогаш поправа. Клима, врати, фрижидери, чешми, многу го бива. Мајстор, доктор го вика. Тука зависи сега дали сакаш да купиш ново или да поправиш. Ако ти е многу старо и стварно не го сакаш веќе и сигурно ќе се расипе уште малку што не може веќе да се поправа, подобро се купи ново, но доколку ти е ново и е расипано, многу е подобро да го поправиш отколку да купиш ново. Колку беше резултатот, извини заборе? 6-0. Значи 1-0 у големи. 1-0 у големи. Сега ќе те дотепам. Види ме на Бош. 42. Еве Да, ама иш. Еве 4. Значи иш не ми иде таблата. Да дојдат две шески, душеш се вика ова, ама не се важи, значи мора тука да удари брат. Немојте да ја финти мене. Плян, табла, ајде. Добро. Брат, нели ти е доста? Ме рециклираше, човече. Не ме утепа, ме рециклираше. Многу се занимаваш со екологија. Опушти се малце, брат, бе, животов има и други работи во животот, бе. Опушти се малце. Еве, например, фокусирај се на нешто важно, убаво. Еве, најди си време конечно да научиш да играш табла. Ма не, некој мора да го спаси светот. Да, баш ти ќе го спасуваш. Па некој мора, ти кажав. Што ќе правиш после? И оваа се преда. Јасно и тоа си Марс. У културни земји се прави вака. Одам да селектирам. Еј, може да дојдем со тебе, многу ми е интересно да селектирам ѓубри. Може, ама големите кеси се мои. Крај на епизодава. Крај. Шукер, пуштај шпица, одиме да селектираме. Ако си добар, ќе те пуштам сам да го фрлиш ѓубрето во контейнер и плюс ќе ти пуштам да ме тепаш на табла. Сериозно? Те забркавам. Дусте, ред.